Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу, четвртошно издание, празнично издание. Па на почетокот, брзински преглед на некои од поинтересните настани од минатата недела. Големо откритие на светската наука. И не мислам на големата планета од далечена 124 светлосни години кај која астрономи открија досега најцврсти знаци на живот. Инаку станува збор за планетата К2-18b, на која телескопот Джеймс Веб открил трагиот соединенија за кои научниците тврдат дека може да ги создаде само жив свет. Но не мислам на тоа. Мислам на уште поголемото откритие – топлата вода на границата меѓу Македонија и Бугарија. Никој не може да ја гарантира на Македонија дека и по промената на Уставот нема да има нови услови за членство во Европската Унија. Еврокомесарката за проширување во изјава за Европската новинска агенција вели дека ја разбира фрустрацијата на граѓаните, но гаранции не може да има. Разбираме дека ова не е лесно прашање. Промена на Устав. Сваќаме и тоа е многу човечки и разбирливо што вашата земја сака да има гаранции по се она што го помина. Гаранции не може да има, но она што го очекувам од сите земји членки кога има билатерални прашања е разговорите да се водат со добра волја и со визија да се дојде до компромис, рече Кос. Леле, какво чудо, каква зачуденост. Зар е можно да е вистина дека уставните измени не се крајот, туку почетокот на нашите малтретирања? Па не е можно. Сето тоа беше во главата на ВМРО-вците, на небањатите. Само уставните измени и Европа не чекаше со расширени раце. И друго нешто, така велеа барем од власта. Претходно велева дека само името треба да го смениме и влегуваме во ЕУ. А пред тоа велеа дека само договорот за добрососедство со Бугарија и готово, ги решивме сите отворени прашања со соседите. И така, велеа тие многу работи. Ама види бе какви чуда се случуваат, какви шокови. Па не очекува вакви шокови мајку му стара. Дека внесувањето на бугарите во Уставот нема да биде последниот услов, потврди и бугарскиот шеф на дипломатијата, кој во изјава за бугарските медиуми рече дека уставните измени се само почеток. Зари ти, брате Брутев? И според бугарскиот министер за надворешни работи, уставните измени се само почеток, а не и крај. Но како? Што се случи? Зошто ваква промена на позицијата? Па нели само уставни измени влегуваме во ЕУ со нога на вратата, вака правејќи им дагау? Така ни викаат како до сега коалицијата. Помните, нели? И покрај тоа што оваа позиција на Бугарија не е баш нова. Еве одиме, например, 2 години наназад, бидејќи за повторувачите мора да се повторува. Уставните измени за впишување на бугарите нема да е единствен услов за влез во Европската Унија, туку само прелиминарен, напиша председателот на Бугарија Румен Радев во писмо испратено до лидерите на земјите членки на Европската Унија, во кое бара пристапниот процес за нас да не се одвива врз, како што вели тој, политика на лобирање. Колку е стара веста говори и тоа што двајцата новинари кои ја читаат, кои сега ги чувте, веќе не работат во Алфа телевизија. Поздрав за Никола и Борис. Но, поздрав и за Румен Радев, кој пред години го кажуваше истото, а нашата тогашна власт не убедуваше дека ние мора да го смениме Уставот и дека сигурица ја работава. Тие го заштитија идентитето бетон, нели? Сега, уште малку детали од истото писмо на Радев од јуни 2023 година. Факт е дека Бугарија никогаш не го оспорувала правото на граѓаните на Македонија да го дефинираат својот современ идентитет и да го нарекуваат својот службен јазик како што сакаат. Бугарија само реагира на обидите да се изгради идентитетот на земјата на антибугарска основа и со присвојување на бугарската историја, слично на обседнатоста на Скопје со античкиот период до потпишувањето на договорот со Грција во 2018 година. Значи, драгиот Емил Руменчо во писмото Апла пишува дека ние сме ја краделе бугарската историја, како што претходно сме ја краделе и грчката историја. И после ова некој ќе рече дека нивниот спор и план и инсистирање за уставни измени нема врска со идентитетот и со тоа што ќе ни се случуваше ако поверувавме на Заевци и Тачевци дека само обични уставни измени се во прашање. Нешто што денес, како што јас го разбирам следното видео, го тврди на примери омилената Ана Чупеска, подпредседателката на СДСМ. Еве што вели таа. Значи преговарачката рамка е јасна. Многу е јасна. И таа нешто не само на бугарите, а не знам зошто
е фиксацијата на бугарите кога има уште Затоа што е 6 други негово- народи. Значи зошто да се фиксираме на само на бугарите? Затоа што Тотално очигледно не деструктивно е тоа. Зошто таа фиксација на бугарите? Тоа е тотално деструктивно, вели подпредседателката на СДСМ. Веројатно не е деструктивно тоа што тие се обидуваат да ни го направат. Нашата реакција била тотално деструктивна. Што се фиксираме на нив стварно, кога има и други народи кои треба да си влезат во уставот? Што се замарате толку со тие бугарите? Не им придавајте значење. Тие се само едни луѓе кои, ете, прво велеа дека не постоиме, ама после станаа добри и решија да побараат само да влезат во уставот. Толку, ништо битно, ништо значено, не се фиксирајте. И повторно, ќе мора на помош да го повикаме Румен Радев, кој случајно е председател на нашата соседна земја на исток. 7 милиони пати гледано видео, но ајде, 7 милионите и прв пат. Која е суштината на спорот? О, Радев, ајде, кажи си. Представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот председател Румен Радев. Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, зашто разговарал и со врвот на Европската унија. Трудно е да кажеш кој е Самуил и кој е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейския съюз, които настояват веднага да бъде прията Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев? Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Превод за оние кои мислат дека ние имаме некаква фиксација која е тотално деструктивна. Румен Радев вели: Брисел мрчеше малку кога велевме дека директно дека македонците се измислица на Тито. Па решивме да ја смениме тактиката и да бараме влез на бугарите во уставот, односно да зборуваме за човекови права, нели? За после тоа да може да си ја спроведуваме нашата политика, суштината на нашата политика во врска со спорот, односно македонскиот идентитет кој тие ни го негираат нам. Тоа им е суштината на спорот. Значи, планираат да го прават истото, негирањето, преку механизмот бугарско малцинство во устав. Или што би рекле тие државотворен народ, ке ги внесеш внатре, па ке ти побараат, например, да не учат бе историја од учебници кои шират омраза, дека биле фашисти, а не администратори, како што им призна Заев. Или пак Гоце дека е македонец, а не бугар, како што им призна Стево Пендаровски. И ако не им го прифатиш тоа, оп, проблем, вето, многу е лесно за сваќање овој механизам, но не и за дебилите кои им дадоа се што побараа и се обврзаа на уште поголеми концесии. Па сега ние треба да седиме, да чешеме глава и да не знаеме што да направиме, бидејќи како до сега гениалците не заглавија, а пост како до сега генерацијата на негациите ке реагира со па што се замарате толку со тоа бугарите, не се фиксирајте на нив, деструктивно е, човече. На прашањето на Иван Мирчевски, дали Чупеска е запозната со најновите негирања во најновата книга кон Македонија, против Македонија, од председателот на Историската комисија на Бугарија, Ангел Димитров. Конверзацијата зафати многу интересен развој. Ангел Димитров, ја слушнавте последната книга која што ја објави, тој човек е председател на На бугарската комисијата, И да. така си вртите вие со главата, Не. како да ме ај оставете го, кој е Ангел Ама Димитров? сега тоа вие ме тумачите, аз како вртам со главата, па Па не сега ве тумачам, па и вие вие- мрдате со ушите. Смислам, добро, сега јас сега не- не зафркавајте, ај ве молам. Тумачам, па И вие вие- мрдате со ушите. Смислам, добро, тумачам, па и вие вие- мрдате со ушите. Подсетувам дека оваа господја беше член на Историската комисија со Грција и сигурен сум дека немала фиксации кон грците, човече, од кои сме крадели историја, како и од бугарите според Румен Радев, нели? Добри бранители на идентитетот имавме, феноменални, но не е само идентитетот. Таа го одбрани повторно и правото, и уставниот поредок. Мирчевски ја праша, дали подписите на СДСМ и ДУИ на непринципиелните договаранции со Бугарија не ли ја доведоа Македонија во подредена положба? Одговорот е не, да не се секирате. Ама 27 април бил државен удар.
и не само 27 април. Во врска со што прво да се договориме? Со Зборуваме, протоколите? еве го, од членот Не се 308, препорачува. граѓани на Република Македонија, кои што ќе доведе Република Македонија во положба на подчинетост или зависност Ама према не ја некоја дова- друга држава, ќе се казни со затвор најмалку 5 години. Значи, јас сум доведен, се чувствувам дека сум во подчинетост од страна на соседот Бугарија, затоа што не ми дозволува мене и на другите, предпоставам, граѓани, да почнеме со преговорите. И се ве прашувам, дали ви мириса ова 308, уште еднаш да ве прашам, значи не се ова небулози, дали вака вие како правник, експерт или од теоријата на Не правната може. наука? Не може тоа Не да може, се примени. добро. Не може да се, мислам, може да се Е, па како проба, може ама тогаш, не може. Сега како ќе ви тогаш кажам може 27 зошто. април да ви биде државен удар, кажете ми, ако така државен што удар може. ви е 27 април, а ова не може да ви биде 308. Така може, затоа што тоа Аха. е државен удар и не е тоа прв обид за државен удар. Обид за државен удар. Дефиницијата Првиот е на 24 државен удар На е сосема друга. 24 декември се сеќавате што се сеќавам на случи? Губи, тоа Ваши беше државен- колеги, што И тоа беше беше тоа? државен удар. А што беше тоа? Значи да сумираме, бугарските барања не се опасни, таков печаток барем добивам. 27 април бил државен удар, а не бил државен удар, например, изборот на Талат Џафери со 58 раце и 24 декември, кога СДС беа исфрлени од собрание, откако го опколија столот на председателот Трајко Велјановски при обидот за блокирање на носење на буџетот. И тоа било државен удар. Генерално, луѓе кои мислат дека тие се државата, и ако некој ги чукне во сообраќајот со браникот на автомобилот, може да прогласат дека тоа е државен удар. Назад кај нашите бугарско-европски пријатели. Подсетување уште едно на реториката на Кос од деновиве. Добро би било билатералните прашања да не се мешаат во пристапниот процес. Тоа не значи дека билатералните прашања не се важни. Така е, Марта Кос. Најдобро би било билатералните прашања да не се мешаат во пристапниот процес. Еве што пред 2 години исто така Борел од ЕУ ни говореше. Писмото на Радев доаѓа само неколку часа по изјавата на високиот представник на Европската унија за надворешна политика Жозеп Борел за бугарското радио БНР, каде што порача дека билатералните прашања нема да го одредат пристапниот процес за Македонија. Ама го одредија и го одредуваат. И се додека ваквите заложби се декларативни на варијанта мајка на Марика Думаше, а ништо не се презема конкретно на темата да се вразуми соседот кој сака, поради прашања од 7, 12 до 19 век, да ја блокира нашата иднина, условувајќи не да подпишеме дека сме имале бугарска баш историја. Се дотогаш не треба да ве чуди евроскептицизмот во Македонија, а да не се презема ништо суштинско и Бугарија да биде оставена како најјаката европејска земја, која, например, не почитува права на македонци во Бугарија, а додека на континентот има војна која политички може да ја подели и самата ЕУ, тоа не само што е неодговорно, туку е и јасен показател каде оди ЕУ со ваквата политика. И имајќи го сето ова предвид, не само што подпредседателката на СДСМ спие на тоа уво кое не и мрда, веројатно, дека било непотребно да се занимаваме многу со бугарските ултиматуми. Туку и незиниот шеф Филипче многу неодамна вели, рече поточно дека, внимавајте, бил подготвен на политичка саможртва, само да се сменел уставот. Земам лична одговорност, да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Земам лична одговорност, да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Неверојатно, но вистинито. Еве, веројатно е спремен на овој да му овозможи да ни ровари внатре во Македонија, макар пожртва на неговата силна политичка кариера. Властите в Република Северна Македонија најсетне треба да признаат, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македонија, не од днес, не од вчера, од векове, од 1300 години, че има българска историја. Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили
да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституция. Еј, ама не се фиксирајте сега на ова, ве молам, бидете малку европејски во тоа главите, човече. Видете што убави луѓе исто така ќе примиме во устав, доста со тоа бугарите, словенци, хрвати, египтјани, евреи, ни криви ни должни, како козметика за да не испадне дека само бугарите ги тураме внатре и тие ќе си влезат во уставот, може и норвежани и новозеландјани да ставиме чисто за шмек, а зошто да не? Бидете европејски расположени, идентитето бетон и не лажете дека тоа бугарите од каприц не пуштаат во ЕУ. Си имаат, бре, тие стандарди. Дека била тема на средбите во Софија потврда стигна од бугарската подпредседателка Илијана Јотова, која пред средбата со КОС изјави дека на еврокомесарката ќе го соопшти ставот на Бугарија за Македонија и оти дебатата по ова прашање се искривува. Има опит од страна на нашите колеги од Република Северна Македонија да представят нормалните искања на България да се спазват европейските критерии, като определена прищявка едва ли не от страна на нашата страна и освен това се опитват да ги вкарат в рамките на двустранна блокада, което не е истина. Ова беше Илијана Јотова за оние кои не знаат. Не мислам на вас, Чупеска. Ова е подпредседателката на Бугарија со изјава од овие денови. Еве ја истата дама од пред 2-3 години. Бугарија од Македонија за тргање на ветото не бара само бугарите во нашата земја да бидат вметнати во уставот, туку и низа други точки кои не били реализирани во пракса од договорот за добрососедство меѓу двете држави. Подпредседателката на Бугарија Јотова посочи дека во однос на поставените услови во учебниците во средно училиште, историските комисии се тие кои треба да го договорат тоа. Историческата комисия между двете страни трябва да определи текстовете взаимно, затоа тя беше създадена и те съответно да бъдат въведени тук в учебниците. Ма доста со фиксации, не туку лажете дека каприци некакви биле во прашање, туку вистинско добро соседство. Кое подразбира што? Вето, така е, ако не си ја промениме историјата по нивни терк и ако не ја учиме како таква, како што тие сакаат да ја учиме. Тоа сигурно не е никаков идентитетски инженеринг и продолжение на нивните негации. Тоа е ништо страшно. Уште тоа, малата уставна измена и во ЕУ сме. А ако се сомневате во ова, вие мора да сте каприциозни или, што би рекла професорката Чупеска, имате тотално деструктивни фиксации, кои за среќа, наша голема среќа, фала ти Боже, Филипче е спремен да ги земе на свој грб по цена на неговата кариера, само за да влеземе во ЕУ, додека тој не чека во Дубај. Тоа беше кратката ревизија на надворешно-политичките случувања. Се уште сме во средниот век, окей, освен оние кои се во Дубај. Тие се во 23-тиот. Од почит и жал за најновите жртви по Кочанската трагедија. Таа анализа ќе остане за после празниците, а имам многу што да кажам, но исто така од почит кон празничните денови утре ќе нема воведен коментар во вечерното шоу, но ќе има одлична емисија на една многу актуелна тема која сите не засега. А вечерва е момент за разговор со еден исклучително талентиран македонец, кој создава исклучително квалитетни дела, бидејќи таквите луѓе заслужуваат многу повеќе внимание од оние професори кои гледаат чии уши како се мрдале. Ви ветувам одличен разговор со Трајче Чатмов, не обичен академски сликар, туку веле мајстор на занаетот, вистински шампион со четката во рака. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу, вели четврточно издание, продолжува со разговорот во студио. Името на гостинот ви го најавив, што тој работи исто така ви кажав, но ова, имајќи предвид дека ова прв пат да имам еден уметник од негов калибар, академски сликар во вечерното шоу. Јас не знам дали да кажам дека тој се занимава со сликарство или дека тој е сликарство или не знам, некој друг начин на кој што можеби сами од себе си се доживува, бидејќи познавачите на неговите дела па сигурно го доживуваат на секој на свој начин, како впрочем и неговите дела. Меѓутоа, факт е дека за прв пат во вечерното шоу имам ваков човек карши мене. Не знам каде ова ќе води и како ќе заврши, но знам дека карши мене имам еден во мои очи од великаните на македонското сликарство. Денес Трајче Чатмов, добро вечер и добре дојде. Добро вечер до
тебе и до вашите гледачи. Сакам да направам малце непријатно да ти е на почетокот, да те фалам многу. Навикнав. Навикнат си на фалење? Ако? Не сум на фалење, на непријатно да ми биде. Добро. Ми се допаѓа. Вака брзо ја преминавме фазата на адаптација, така, брзо се адаптираше. Па брзо, таков лик сум. Во ваков формат. Прв пат целта ми е и денес на Велики четврток уште еднаш да сакам да ги честитам великденските празници на сите кои ги слават, сите христијани. Малце, не би рекол полабави теми, понестандардни теми ќе обработуваме денеска со тебе и со утрешниот гостин утре, бидејќи јас па едва и чекам прилика да поразговарам со луѓе кои што излегуваат надвор од рамката која што дали јас сум ја поставил или времето ја поставило да генерално зборуваме за општествени текови, за политика, за политички процеси и така натака. Не дека ти може да си надвор. Можеме да политика да збориме. Се разбира дека се разбира дека ќе позборуваме и за како светот околу тебе влијае на тебе, да. Но генерално свесен сум дека уметниците за жал во мои очи не се во меинстримот и не се дневна вест, не се хероите на времето како што некогаш биле, а треба да бидат, затоа си ти тука. Па на почетокот би замолил за оние луѓе кои што можеби и не чуле за тебе да во неколку реченици да се представиш, имајќи предвид дека ти си повеќе децени, колку? 3,5? Па 27 години изложбена дејност. Изложбена дејност, да, меѓутоа твоите прво како да те ословам? Академски сликар, уметник, можеш на име и презиме, на прекар, како ти е? Како ти е прекарот? Чатма. Трајче Чатмов Чатма. Тоа е фамилиарно презиме со генерации. Во Велес не сте многу креативни како прилепчени со прекарите. Ма не, у Велес ги кратат само презимињата и останува прекарот таков. Чатма, веројатно првиот контакт со бои и со хартија си го имал на, не знам, 3, 4, 5 години. Денес имаш 54. 54. Да, еве јас ќе кажам ако ти е тебе не прие. Да, изгледаш помладо. Не се фарбам. Не се фарбаш, да, важни работи. Поздрав до нашиот заеднички пријател Кукулев, кој што има дилеми околу твојот однос со боите кога е во прашање косата. Меѓутоа мене ме интересира твојот однос со боите кога е во прашање хартијата. Како би си го опишал твојот пат како уметник до денес? Кој е Трајче Чатма? Вака, потекнувам од едно семејство во кое што двајца вујковци ми се познати карикатуристи. Влезени во антологијата на карикатурата, браќата Ермилови. И нормално, од најмлада возраст сум имал контакт со уметност. Синоќа баш ми текна како сум почнал да некои така анекдоти во времето на Југославија кога растевме. Нормално не можеш да си најдеш оние мали човечиња, партизани, германци, па сакаш да си играш со нив. И едно време си взимам земено и си имав нацртано. Партизани, толку германци, толку четници, толку, знаеш, и си играш со нив. Тоа би текне, викам, па ја имав такви едно туце, кеси полни со нацртани војници. После ми текне, имаше конкурс еден, појма немам кај беше, негдека у Јапан. И сега ја се покажам дека многу ме бива. Наоѓаме на шперт плоча
немала димензија негде 90 на 50. И татко ми имаше купено она пенкало едно, беше Полска пенкало со кое што можеш да го гориш. Како да гравираш. Да гравираш. И ја тоа 80-90 го спремам, го правам некое, памтам дека беше оро, со архитектура селска, се супер перфектно исцрцкано. На која возраст? Средно негде? Не, пето, шесто деление. И треба да се прати тоа, нели, во Јапонија. И наставникот гледа, трече многу и убаво, ама ова, у Јапонија не може да отиде. И остана така. Средно учев насочено биотехнологија со генетика. Биотехнологија со генетика, стварно. Сега да прашам која го откри талентот, кај се бидејќи сака да бидам, не, цело време сум се чртал, сум се шкртал, тоа не е, тоа е од тргна страна, меѓутоа никош не сум размислувал дали ќе бидам уметник, уопште не сум размислил. Сака да бидам доктор, стоматолог, да речем. Од дома те храбреа во таа насока? Па мајка ми стоматолог, нели, нормално. Тука сите професорите се незина генерација, еве, супер. Биди во фелата. Нели, оди кај нас се тоа фамилиарно, да се наследи занаетот. Меѓутоа, интерес за тоа никаков. И како заврши таа приказна со средно? Заврши децидно. Отидов во војска, реков не. И конкурирав боле рак него пак. На академија конкурирав, ме одбија еднаш, два пати, три пати. Меѓувреме бев бодрен дека не сум талентиран, дека не треба да одам таму. Па тие се клошари, тие сиромар, па нема да имаш за јадење, за леп, за фамилија. И така, на тоа меѓутоа ете упорноста. Дајте дури зборува трајче малце лаптоп, чисто видите како изгледа еден неталентиран сликар и одбиван од академија. Ова само дијагонално вака ќе пројдам. Ова е каталогот од твојата изложба која што се отвори вчера. Се вика Измеѓу митологијата, религијата и историјата. Слободната мисла. Фигуративниот експресионизам и магичниот реализам на Трајче Чатмов, како поднаслов, така. Раскажи ми за академија, како изгледа тој процес на одбивање? Ти аплицираш и тие што ти викаат таму? Значи, вака сега. Како е конкурсот? Ти црташ нешто на приемен? Тогаш, не знам сега како е, меѓутоа тогаш траеше недела дена. Работиш студија портрет, студија акт и студија мртва природа. Портрет, акт и мртва природа. Демек да те видат на сите... Да. И тоа беше сериозен факултет, со сериозен професорски кадар. Која година се запишуваш ти таму фактички? Ме прима 92. Иначе прв пат конкурирав 89. На трета мајка, значи? На трета мајка ме приме, а има една интересна работа. Разочаран во сето тоа и несигурноста дека ќе ме примат. Одам таа година кај господин Михаил. На Благослов? Не. И му викам вака и вака, оче, сакам да бидам поп. Стварно? И он вика, знаеш, очедо моје, оваа година нема ни едно машко дете од Велешка епархија, зима пишува писмо, го залепува и вика примен си на теологија. И одиме со сопругата моја, тогашна девојка, на ке Сулијан, да речем. Добро. Нека Стара Чаршија, викам, не одам, не гледам резултати, одам на теологија. Она оди, те молам, те молам, онака, дај да одиме да видиме. Не, никако. И отидовме, видовме, стварно бев примен прв испод црта, усвари примен со партиципација. Аха. Не оноа глатко. Не глатко, да. Што уште повеќе предпоставувам, имаше тогаш момент на двоумење? Не, тогаш не се двоумев. Добро, значи било долго очекувано. И фактички така со Божја промисла било на крај на денот. Па најверојатно, од така поп. Од биотехнолог за малку поп. Па на крајот уметник. На крајот уметник. Сакав да
Прво еден момент да не го пропуштиме, бидејќи сигурно има голем дел на млади талентирани деца кои што воопшто не ни размислувале да градат кариера во светот на академското сликарство поради истите причини поради кои што претпоставам родителите од дома заштитнички сакале да те насочат на некој малтене занает, сакајки ти најдобро од тебе, нели? Веројатно исто плашејки се дека дали од четката ќе може да живее. Ја би го реагирал, мислам. Дури да не речем и го реагирав исто кој нив кај син ми. Успешно? Па не бев нападен, не бев мен нападни, оставено беше кај него простор и за разлика од тоа, ја колку сум бил несериозен, имам син кој ше за разлика од мене посериозен лик. И си одбра тоа што сакаше, меѓутоа си остави простор и уште нешто друго да си достудира, се наполни душичката. Ја ги разбирам во целост моите родители, за жал во Македонија просто невозможно е малтене да живееш од уметност, освен ако не се престориш во класичен тезгар кој што ќе работи исклучиво тезгар, например, правиме, јас сум портретист и работам само портрети и евентуално од тоа некако да се живее. Онака да работиш што ти душа да се твојата душа што ја представуваш, да живееш од тоа невозможно. Дали сега прашање, бидејќи јас малци сум учил историја на уметности на факултет, например, не мора да се согласиме тука, јас исклучително ја ценам твојата форма на изразување. Стилот кој што го градиш ми се допаѓа, експресионистичко изразување. Меѓутоа, па вештината на еден Рембрандт ме фасцинирала секогаш. И сега, но знам дека Рембрандт, како пример го земам само, нели може за кој сакаме зборуваме, и за фирентинските мајстори. Рембрандт живеел тоа што на начин на кој што сликал други луѓе, сликал не портрети, групни портрети. Ноќна стража, например, е нарачка, тоа така. се порачки, да. Тоа се едно од, нели, најимпозантните постоело меценство тогаш и така и живееле. Условно кажано, до Ренесансата уметниците не биле уметници, туку биле занатли и нивните имија малтене не се ни спомнуваат, се непознати автори. После во Ренесансата ги извојуваат кој имиња и презимиња. Постоело меценство, може би у светот постои меценство, кај нас е тоа и да постои минорно, а е основата да можеш само од уметност да живееш. Кој аспект мислам во карактер треба да го има еден човек, мецена сега, нели? Сигурно си имал контакт со разни луѓе кои што веројатно и сакале да ги, не знам, да ги насликаш нив. Дали си имал контакт со вистински мецена кој што рекол, јас имам некоја паричка заработена во живот, верувам во културата, верувам во уметноста, верувам во твојот талент, во она што го правиш. Еве што треба, ти твори. Имам неколку кои што ја можам да ги наречам мецени, меѓутоа се уствари мои пријатели, после станале мои пријатели, кои што во одреден период си купуваат моја слика што ќе ми се допадне, прават порачки од тоа што и јас го работам, не ми рече направи портрет, реализам, хиперреализам. Тоа ти што го радиш, тоа го сакате, он тоа си го купуваат. Меѓутоа, тоа не се екстремно богати луѓе, туку тоа се обични луѓе кои што имаат нормална парица да може да си дозволат да купат слика. Иако денеска сметам дека многу луѓе можат да си дозволат да купат слики, а дома им стоат ѕидовите празни. Сега еден пример. Доаѓа пријател кај мене и супер дечко, правиме мувет, вика, слike, колку пари, шо пари? Викам, праша за некоја голема формат, и викам, еве, да речем 1000 евра, нешто, па и нагоре. Брат, тоа е многу скапо, бе.
викам, добре, викам, iPhone, викам, колку го плати, викам, 1200-300 евра. И викам, твојот iPhone до година ќе кошта 0 денари. Ки излезе нов модел на iPhone, да. А сликава, ако си ја платил 1000 евра, до година ќе ти кошта 1001 евро најмалку. И така нагоре и така на. Да, управо си, брате, ама ние не размислуваме така. Или купил WC шоја 500 евра, нешто многу добра WC шоја. И тя ти го гледа, сликава 500 и ако може за 200. Зошто толку малку? Пришто да нагласам, можда и досаден со ова ќе станам. Јас не мислам дека ние сме најлошите. Не мислам дека Македонија е чурук пример. Мислам дека светот е во еден процес кога е во прашање уметноста, да кога споредуваме со Ренесансата, едноставно е неспоредливо. Декадентно е веќе. После ќе зборуваме и за AI и каде оди светот, што тоа би значило во однос на уметноста, so on, но генерално ти гледаш ли некоја разлика со некои 2-3 децении наназад и денес, и ако гледаш, зошто е тоа така да, например, воопшто не сакам, вечерашна емисија, досега, например, дел од гледачите кои што пуштиле, менуваат канал, бидејќи можеби и на Велики четврток сакаат да изгледаат некоја политичка дебата или сега јас и ти да анализираме, а може и да анализираме за односите меѓу Америка и Русија, нели? Ништо спорно, но генерално како модус вивенди, претпоставувам дека многу помалку време ретко кој посетува изложби или се труди да најде време да оди да изгледа опера, да посети театар, или па дома да слуша музика. Значи да си одвои некое време во кое што ќе слуша музика, ќе чита книга или ќе ужива во сликата што му е над зидот на крај на денот. Малце ќе ти исправа. Публика до некаде мислам дека има и за концерти, и за изложби, луѓе. Многу поголем проблем или пропуск гледам кај јавните личности, дали се тоа политичари, дали се, не знам, посебно кај политичарите, тие ги нема на изложбите. Сега компаративно ќе се вратам почетокот на 90-тите години. Тоа немаше шанси министри, председател да не се појави. Зборам за изложби на еминентни уметници. Тоа пред галерија паркирани коли, па тоа гужва внатре. Значи, и тогаш уметноста била, зборуваме се, ние тоа е еден лер на времето од од СФРЈ, па кога излегуваме како независна држава, уметноста е на еден пиедестал повисок тогаш во однос на у секој случај тоа Зошто? Зошто? Сигурно си се праша, сигурно си анализирал, можеби и си го насликал тоа. Веројатно зборуваме за калибарот на луѓе кои што се занимаваат со политика. Едно калибарот на луѓе кои што се занимаваат со политика сега е, сега не сакам да навредам никого, поразличен или е на некој поинакво ниво. Ние можеме во парламент да видиме, барем јас, ликови кои што просто се изненадуваме, у начинот на говор, а камоли па да дојде тој на изложба да гледа. Те разбира. А додека функционерите па се толку оптеретени со обавувањето на функцијата што не можат да најдат периферно име ова. Мора да најдат. Оти на крајот на кришта да му даваат признание на некој начин на авторот и со самото тоа што му даваат признание на авторот му го качуваат рейтингот. Ние колку да не ги сакаме политичарите или колку да не ги сакаме тие јавни личности, сепак тие се тие кои што ги гледаме. Тој бил на изложбата, дошол, браво. Без да размислат и самите они дека нивното интелектуално ниво во очите на електоратот им се дига. Се согласувам. Од друга страна, нели, зборуваме ние за идентитетот. Зборуваме од како јас памтам за себе, бидејќи јас сум роден 86-та и буквално, нели, малце сум само постар од
најнезависната Македонија што до сега сме ја имале, барем на хартија. Но ако Чатмов не е дел од идентитетот, не знам што е, бидејќи идентитетот не е едно ковчеđe што го имаме некој од 1655 година или од таа година пред новата ера, па си го чуваме некаде, туку е нешто што го создаваме секојдневно и веројатно треба сериозно да водиме сметка како го каде се движи тој континуиран процес на создавање на идентитет. Тоа е и за музичарите, тоа е и за глумците, да. тоа е и за ликовните уметници, тоа е за научниците. Ај пак ќе кажам, ние можеби некако и ќе се шмугнеме уметници во јавниот простор и ќе се појавиме некаде. Имаме ние во држава научници кои што сериозно се занимаваат со науки, кои што се сериозно прифатени у светот. Никој не ги знае. Ја пак искрен да бидам, пак на тие се воодушевувам. Имаме институти кои што се сериозно признати во светот за разлика од оние популарни факултети кои што се на најниско можно ниво, а се популарни. Да не имаш слобода да не се најде некој погоден, навреден. Уметниците размислувате да не се најде некој навреден кога сликате? Нешто, тука се вадиме не на изрека, туку еден цитат од Дадо, еден црногорски сликар, кој што вика, нешто што најдобрите слики излегуваат кога авторот несвесно ги работи, па така ние несвесно ги работиме и ако се навреди некој не се до све. Не знам дали е на суд тоа валиден аргумент. Нема некои форми. Во мојот стил на изразување може слободно да се толкува и вака и така. Да, ти го гледаш како некој лик, ја извини го гледам како конј, друг го гледа како вол и така надолу. Уметничка слобода. Дали е реално да очекуваме помала површност од сите во живењето, односно или секогаш некои сфери кои што се пример твоја примерна сфера на интерес, нели, уметничкото создавање, секогаш биле резервирани за помала група на луѓе во општеството. Полоши ли сме од нашите претходници или не? Вака. Во областа на ликовна уметност, барем ја шо, баш и тоа го мислев деновие, пошто стварно бев преокупиран со за прв пат со изложбава Јарда, мислиме се појави, така и ово. Значи, Македонија имала во минатиот еден период на современото сликарство, зборам, мајстори кои што на светско ниво можат да се рамнат со било кого и така натаму. Сега во моментов многу работи најверојатно влијаеле на тоа и прво и самите колеги мои има голем дел од нив што не се активни, страшни уметници се, не се активни. Ја баталиле четката? Па баталиле и четка, баталиле длето, баталиле и се занимаваат со други работи, едноставно, а биле фантастични. Интензитетот на работа им е помал и едноставно има празнина. За разлика од минатото кога имаме ние имиња и презими, сериозно. Има ли тоа врска? Ме интересира и кои се тие сериозни имиња и презими, што кој сакаш било кој од... Па само моите професори што ги имав да ги набројам. Во прва година ми беше Ана Темкова. Во постикарство. Графика Костадин Танчев Динката. Вајарство Васил Василев. Асистент му беше Станко Павлевски. На Динката му беше Мирко Вујсич. Втора година Рувен Скорубин.
истите по графика и вајарство. Трета година, Перчинков. Ни беше, а улетуваше и Танас Луловски на понекогаш. Четврта година, повторно Рубенс, на постдипломски Родолјуп Анастасов. Сите одвие што ги набрав се имиње презимиње. Родолјуп, например, е влезен у книгата на генијалците на 20. век. Според американците. Не сме го толкувале ние. Има ли директна корелација меѓу интересот на луѓето да се бават, занимаваат со уметност и општествениот мир, кој што па произлегува од социјалниот У секој случај. мир? У секој случај, многу е... Има неколку аспекти. Од една страна е и разочарувачки во дадени моменти, пошто ти кога создаваш едно дело, внесуваш дело од душата, емоции, се трудиш максимално и од цело тоа немаш никаков фидбек. Еднаш, два пати, 3 пати, 100 пати и тоа веќе знаеш делува демотивирачки и баталуваш тоа и викаш чекај, стои. А умеѓу време те викнал некој да му измолерисаш стан и го молерисаш станот и он ти вика дечки колку му викаш прикарикирам се 200, он ти кажа ти 250 евра, многу добро тега. Познавам колеги кои, например, вајар кој што е каменорезец и живее тоа добар вајар. Милиарда примери кои се ова, кои се она се бави. Прешалтани се во дизајн. Така да... Се чувствуваш ли маргинализирано? Види, комплексноста на еден лик не се сведува на тоа дали сум ја уметник или не сум уметник, па поради тоа што сум уметник сум маргинализиран. Ако мислеше на тоа. Да. Мојот Трајчи Чатмов не е маргинализиран поради тоа што има не е слеп уметник, затворен у ателието, па чудак некој. Не си интроверт, ти од хабитус се поразличен. Така да, ако како мислиш, човек не, но како уметник, како дело. Како уметник, многу тешка борба со таа, да ја наречем од наводници маргинализираш. 20 и кусур години, па тек сега некако мислам дека излегувам од некои маргини, па, знаеш, доаѓаат на изложба луѓе непознати. Пред тоа се знае, на изложба ти доаѓаат пријатели, роднини и так. Може би, види, ако е за утеха... Реално си. Ако е за утеха, да, Ван Гог имал Ali on je сепак чудак. Познат пример е, нели, човек кој што не бил признат во времето во кое што И искрен да бидам, не можам да сватам и сконтам зошто не бил признат. Осем, ако се земе во обзир неговата чудност како карактер, како тавија, пошто тие неговото сликарство, па и за тоа време, без разлика што отскокнува од другото, е без коментар. Ајде ти кажеме на анегдота лична што сум ја посведочил, а сум ја сретнал и како сведоштво на последно како обраќање на Мона Лиза кон оние кои што ја гледаат. Но ќе ти го раскажам, анегдотата за свати за што се работи. Одиме на абсолвентска екскурзија, меѓу другото и во Лувр, ни кажуваат, слушајте се, деца, имате 2 сати, Лувр е голем, одберете 3 работи што сакате да ги видите, бидејќи инаку нема да видите ништо. Нема да видите ништо. Нормално Мона Лиза е must see, при што таму јас доаѓам нели од архитектонски факултет со некој презнаење во однос на епохалното значење на тоа дело и од технички, и од филозофски, и од контекстуален аспект на времето. Но одам кај Мона Лиза огромна гужва, нели тоа е еден огромен зид и Мона Лиза колку е? Малечко стиличо. Ке искоментирам мајка ми како искоментира. 100 на 70, не знам ни колкава е.
И се трудам сега јас да фатам подобар поглед вака некој. Иако е тешко, многу е тешко во таква голема гужва, нели идеално би било никој да нема и ти да можеш да си ја гледаш Мона Лиза сам за себе, но тоа не знам, тоа само чуварот во Лувр дали го има како прилика на вечер. И во таа голема гужва на луѓе, ние бевме од Македонија повеќе автобуси. Слушам конверзација меѓу две сонароднички до мене. Едната вика на другата: ме разочара Мона Лиза. Другата додава: и мене, мислев ке е поголема. И викам: мајко му стара. Оке, ето, за некои луѓе, претходно, Мона Лиза била име кое што го чуле, дело на Да Винчи кое што го чуле, за некои била, можеби, на бомбонјера некој ја виделе, или на некој гоблен ја виделе. И не ги обвинувам, апсолутно, но ме фасцинираше начинот по кој што обсервира. Мислев ке е поголема. Добро. Што треба да изложуваме? Не знам, чатмов да има отворена изложба на билборди низ град, па те ме ве една идеја. Да закупиш 30 билборди и да направиш отворена изложба за да се каже дека ти си голем уметник, или да дојде некој во Чифте Амам. Колку време ќе трае изложбата патем? До отприлика 7 мај. До кај 7 мај, добро. Ќе си позборуваме подетално и за тоа, но или да дојде некој во Чифте Амам и да се обиде да изгради некаков интимен однос со твоето дело во живо, да ги гледа тие трагови на четка кои што се сигурно поубави отколку од публиката која што ја имаше на Facebook, на пример, и која што секојдневно има прилика да те следи, особено во оваа најплодна фаза твоја. Баш са бајли на твоја колешка додека снима, ја пипаше сликата и беше интересна на сликата, пипне да види какви си тие пластови боја, пошто кај мене користам боја. Ја има. Да. И слични муабети во врска со димензиите и големината и цената на големината сум слушал малте на моменти да викам добро во квадратен сантиметар по квадрат, да како стан, да. Апропо тоа го зимаш Вермер, стин малечките платница. Види, големиот формат си има своја драж и тоа муавет, тоа не е дискутабилно. Оваа изложба кај мене пола е со формати, имам огромни формати, големи формати, средни формати и не се миниатури, надвор од миниатура формат, али мал формат. Сите ние сака не знам, ја барем ај за мене ќе го затворам муабетот. Јас сакам да работам големи формати. Меѓутоа се појавуваат тука други технички проблеми и што после со тие големи формати. Каде ќе го чуваш? Кај ќе го Кому ќе го продадеш? Како ќе го транспортирам? Како ќе го транспортираш, да. Колку ќе го продадам? На крај на денот, па и математика треба да се направи. Колку кила акрил ќе потрошиш? За оваа изложба буквално немаше никаква математика и беше буквално онаа си истреси све што може да се истреси, да извадам све од себе што можам да извадам. За година и пол и извадив све и на крајот последното дело веќе мислам дека реков немам сила да го завршам, не сакам да го завршам, немам сила. Неќам веќе да тликам. До таму се доведов. Меѓутоа траеше 2 дена, 3. Тоа е како, да, јас често викам веќе од утре нема пијам пиво и тоа трае па така 2-3 часа. Да позборуваме малце сега за изложбата. Сите дела кои што ќе имаат прилика луѓето да ги видат се насликани во последни неколку години, така од 23-та до 25-та, 24-та особено. 23-та, 24-та и 25-та се на потписот стои, а во суштина која ќе го собереш тоа по месеци исечено, доаѓа не дека околу година и пол и нешто. Непосредно пред емисијава дознав зошто си имал толку плоден период, но сакам да
позборуваме и во јавност? Ако не ти пречи. Не. Добро, не е за фалење. Не е добро, не е за фалење, но е процес едноставно. Сметам дека е значајно. Ајде, ќе откриеме зашто. Ти имаше здравствен проблем, сериозен. Да. Имав сериозен здравствен проблем. Имаше една моментот кога ме однесоа на доктор, имаше една докторка која што ме прими, која што во присуство на брат ми и сопругата моја уфаца гледајќи и вика, ти вика за 2-3 дена паѓаш у кома, вика, а за 4-5 дена, вика, ти ќе умреш, вика, тука се извини, ама Господ само евентуално ако се умешам. Не го спомнувам името, еве ја поздравувам, свајда ќе се препознае ако гледа. Таа мислеше дека ти имаш мозочен удар. Ма таа не можеше да мисли дека е мозочен удар, пошто таа чита, никој не знаеше што има. Предпоставка беше, пошто реакцијата моја, она што може да го видат како реагирам, дека е така. Меѓутоа, после тоа се појави, ме примија на, тоа беше на неврологија, па ме примија на неврохирургија, каде што докторите се и целата тоа екипа е многу посериозна. И морам да ги спомнам и Филип Чичепаровски, и една млада докторка. Нема збор, Венко Филипче, врвен неврохирург, тоа политичкото си е друго. Не, врвен неврохирург. Да. Океј, стои. Можда е тоа, не веруваме дека е мозочен удар, да видиме што е ова што го имаш. Неколку дена ме третира, ако доека не дојде терминот за магнет, изгледа дека е усвари некој бениген тумор. Се плашеше ли во тие неколку дена да не е во право на првата докторка и дека можеби крајот дошол? Чудно. Прашувам, знаеш зашто? Ме интересира агонијата која што накрај резултира во дела. Сега од вој аспект може некој што гледа и ќе речи, ај сега. Ја никогаш не сум бил толку духовит како тогаш на своја сметка. Ја толку зафрканци, дури некој ќе ми се јави натажен, што ти е те, ја почнам се смеам да се шалам. Тоа е еден од начините да се носи со шокот, предпоставувам. Најверојатно, меѓутоа тоа не го правиш свесно, туку едноставно. Што би рекле ви уметниците, подсвесно. Подсвесно ти доаѓа и не сум свесен ја. Агонијата е реалноста таму. Не знам сега колку, 15-16 дена лежев на таа неврохирургија и таму имаше сериозни случаи, тоа е агонија, тоа е кустурица таму. Не го снимам. Се изнагледав па и смешни, и чудни, и тажни работи, болни. Заврши тоа, излегов од таму. Те оперира? Не, ме оперира. Аха, на анализите беа тогаш? После тоа се бараше, има некоја нова технологија која што тогаш ја разбравме, некоја со гама ножови. Тоа е интересен филм. Која што ја прават има и во Србија, има и во Турција, меѓутоа тој што ја носи на балконот е во Турција, чичел 70 на години, истетовиран целиот. Добро. Амерички џак, што би рекле. И таму се оперирав, меѓутоа во еден период кога излегов, кога се случи тоа, ми се фати половина страна од лицето, тоа како со линија прва. И ова наму не постои. За да можам да се движам, носев превес као гусар, ме гледа кога сум на маскенбал некој. И со бастун. И тогаш почнав да сликам, тогаш почна терапијата. Тогаш продолжив онаа од 23-та период, почнав да сликам. И се теш многу интересен момент, ја не сум знаел дека со едно око е сосема друга перцепцијата. Доаѓаш и правиш вака со четката, ништо не излега од четката. Викаш, што е работа?
И фалат уште 5-6 сантима до платно. И кажа, ова е јако, ова е јако. И вака си се смеев и тогаш. Тоа беше твојата терапија. Медицината си имаше нејзина терапија. Медицината си имаше своја терапија, ова ми беше моја терапија, ми дозволи, повторно ќе кажам, ми издржаа домашните до максимум и сопругата Елена и синот Иван Павел, на кој што им направив сериозни стресови, ми беше дозволено буквално све. Го претвори станот во ателје. Кога доаѓале пријатели кои виделе, вика, овакво нешто дома ке мене не. Добро, ама тие го нема чатмов дома се. Па, да, вајда. И отидовме за Турција. Таму беше операцијата? Таму беше операцијата. Тоа е некој радиолошки момент. Знаете како би го споредил. Она у холивудски филмови кога ги киднапираат во земјани, па им пуштаат светла, звуци, нешто такво. Ти ставаат главата во една метален кафес, менгемиња шилци у главата, не трае долго, боли агонично кога го ставаат, после си во агонија не знаеш ништа, завршува. Тоа и ти вика, дечко, слободен си. Ходај. 15 минути. Ти викаш, чекај, че грешка сте нешто. Оди слободно, викам, што можеме да правим? Све што сакаш. Кога ти е летот? Не бе, утре со кола. Добро, оди. И одиме. Све надвор излегам од операција, пушам цигара, јадам. Тоаш почна глава болка неверојатно. Да, кога ќе пушти анестезијата, да. Апче едно за глава ми дадоа некое магично, сат време дремнување, после сат и пол се будам на брат ми, викам, брат, кај си? Уходник. Одиме у кафана. Одиме, брат. И ние вечерта, неколку сати после операцијата, отидовме у кафана. Ти оперира тумор на мозок и после неколку сати си во кафана. Не пиев алкохол. Филмски звучи ова. Не пиев алкохол од шубе, иначе немав никаква забрана. Ситеговме, се шетавме низ Истанбул. Вау. И се вратиме. И утре дента у кола назад за Македонија. Вау. Докторот рече, после година дена очекува резултати, а мене ми пушти окото за недела дена. Како изгледаше тој момент кога прогледа? Кога прогледа, да. Прво, чуден момент беше, знаеш како... Се случи среде белден или во спиење? Имаш превес. Добро. И сега превезот не е пријатно лагодно, пошто окото работи, ама не функционира. И сега веќе викаш, оде на него, тргаш, го ставаш, го тргаш, да, едно викаш, чекај, без него поубаво гледам. И гледаш, одиш трчанката на огледало, мрда, оп, мрда, окото. Вау. Ти се ти интересни. Не дај Боже. Не дај Боже, но... Интересни си ја да ја кажам. Да. И се во сиот тој период, кога го преживуваш... Сликав од сабајле до вечер. Бев на боловање година дена и сликав од сабајле до вечер. Сега јас си ги врзувам точките, бидејќи да, на вистина, ти секое утро вадеше некоја нова слика на Facebook. И си викам, мајко му стара... Кога стига човек? Види, викам, ова се уметници, викам, постојано, само тоа го работи. Сигурно, викам... Богдан, како ти керам? Значи, имам дел кај што сликам материја, имам дневна. И сега, во дневната стаја ни 3-4 платна, употпрани наваму, натаму, на земја, опнато, на штафелај стајано. Во ателјето што го викам, таму учело една на земја, една потпрана. Значи, 7 слики наеднаш се работат. Имам простор, имам време, имам можност, ништо друго не размислувам. Ама и потреба или објасни ми го тој дел? Спореди се со пред 5 години, например, не. Значи, потребата, желбата за сликање, секојаш има седиш на работа и ти се слика, ама си на работа, не можеш да отидеш пред тебе да земеш да сликаш. И додека си отишол дома, веќе некој дошол те исцицал и ти си дома празен као мешунка и не ти се слика. Летнала инспирацијата, веќе не можеш да ја фатиш. У моментот, ако ја фатиш во ред, иначе
тоа е тоа. Споредба да направам. Имаш потреба сега во моментов. Нели? Ама сега не може да сликаш бидејќи сме во емисија. Но ако одиш сега дома би можел да сликаш. Друга варијанта, ти доаѓа инспирација, идеја, ама мора да одиш до банка, да платиш нешто и во банка проаѓаш 37 минути во ред и завршило се. Завршило. Саш да кажеш многу уметнички дела завршиле истрошени во знаете како имам една филозофија дека она креативната мисла е една енергија, може и ќе им звуча малце и штракнато на слушателите. Ама дека тоа е еден импулс кој што кружи низ цел света, повеќе тие импулси, сега ние како репетитори ја примам у моментот, ја примив, можам да ја пренесам, ако не примиш, отиди кај некој друг, ќе ја наслика. Затоа, многу пати се случило да насликаш некоја слика, отвораш, например, сега кој што имам интернет, и гледаш, викаш, по овој насликал ли се слика кој мене, никад не си го чул, ни си го видел. Кој ја крајот на факултет, 4-та година, сликам некој слики, мислам дека топла вода тука се измислува. И ми иде професор Трумен и вика, вика, жао вуки, вика. Ти викаш, what? Кешке ше? Кој е тој, вика, кинески, вика, сликар, живее у Париз, жао, професор, кај можам, немаше тогаш интернет. Кај, у Француски информативен центар. Како? Трчанката у Француски информативен центар, жао, вуки, ве молам. 2 монографии, отворам. Човекот 40 години пред мене слика ги насликал слики, бе. Никогаш не сум го видел. Па да ми предизвика инспирација. Ова не сум го чул прв пат, нормално и затоа сум убеден дека е така. Тоа е еден пример. Исто и музичарите, и поетите, и најверојатно. Кој што би рекол си, ај молим те со твоите теории на трето око. Ке порасне. Уште повеќе. Необјаснимо мистерии, заговор. Да не се забегува и у тоа, нормално, ама едноставно ми се случиле тие некои нешта кои што ми викат да бе може е така. Така да инспирацијата во моментот ја фаќам, ја сликам, тоа е многу ретко, да бидем искрени. Многу пати се случува бело платно, сакам, имам слободно време, што ќе правам, нели, ја ќе си играм. И зимаш, почнеш да си играш на платното без никаква идеја, чекај да има ова што ќе иде, и го оставаш и ко на кафе да гледаш, овдека имаш очи, овдека пат, и кажеш, сликава. Сега ќе ја цртам. Сега ќе офатам моментот. Се само инспирираш. Да. Тргнувајќи од безидејност, од случајноста да излези моментот, нормално ти пак ќе кажам, не сакам пак никој да омаловажам, ама тие што го имаат учено занаетот на факултет, се едно, тие што немаат учено на факултет, се сосема друго, име, не за друго, име потешко. Точно тоа сакав да го прашам. Име потешко. Дали е неопходно за да си... Јас сум занатлија, прво. Например, јас можам да насликам реализм. Како сакаш? Јас немам проблем со реализм, со било кој стил, правец, техника, Пабло Пикасо исто така. Пабло Пикасо, па во раната сите, фаза, сите, да, сите до еден. останати. Нема никој проблем, пошто они се школовани. Да. Учеле на на академија, ти даваат занает. И Пикасо и самиот кажува, дека ти да можеш чашава да ја искршиш, да ја направиш у абстрактна некоја форма, ти мора да знаеш реално како изгледа. Оти ако искршиш, а не го знаеш како е било реално, нема да биде тоа. Се познава, одма се гледа. Така е. Ми го одговори едно од прашањата што сакав да ти ги поставам. Бидејќи има неколку што сакам да ти ги поставам. Читам мисли сега. Да, трето толку. Ако ги насликаш, да ми кажеш ова е таа слика. Дали е неопходен факултетот, академијата, ако си врвен талент за
за сликање. И на некој начин сега ми го одговори дека е полесно ако си занат. Е полесно. Ти мора да научиш од некого. Има некој што се родил да има таков мит, се родил и почнал да слика, знаел што прави? Значи, деца вртат по социјални медиуми. Има таленти, има гениалци тие работи. Не знам како сега факултетот за ликовни уметности функционира. Меѓутоа, малце повише е на мултимедијален момент удрено таму, така да јас, кога коментирам за ФЛ, коментирам оној момент и ја кога сум студирал. Таму доаѓаш, например, прва година имаш стрикна задача, ти да учиш занает. Секој мрдање настрана од занатското добиваш ластик. Врати се назад. Тама јас, знаеш, уметник, нели сите ми е. Бунтовник? Не, назад да се вратиш. Што значи тоа од аспект дека нели уметноста во принцип е била честопати израз на бунт? А ова дека те стават во калат некој? Има едно правило, мора да научиш да одиш за да знаеш да трчаш, не можеш да ги скокаш тие работи. Не можеш да трчаш ако не знаеш да одиш. Нема да трчаш како што треба да трчаш. Разбирам. Сега од дистанца на време. Се разбира, добро. Искуството треба да зборува. Имам многу тргам пак, ти кажам, тргам од себе си, јас прва година се запишав на факултет, јас сум уметничиште, седи тоа што сакам ти правам, не. Немаш поем. Ако зборам за занаетот. И ако го научиш занаетот, после навистина е многу лесно што сакаш да направиш. Мојот професор Владо Георгиевски, бидејќи имав чест да ми предава Владо Георгиевски на архитектура, знаеше да каже слободата е на најголема обврска. Да. Односно, најголема обврска. Да, не може Ако сакаш да бидеш издржан во тоа што го работиш, слободата е стварно огромен терет. Дури поголем терет. Парно некој ти каже насликај ми тоа и тоа, отколку речи насликај ми што сакаш. Како бе, што сакам? Како да се движам? Како сакаш? Тоа е тој момент. Талентите познам многу колеги кои што, например, се фантастични сликари. Муебет нема. Се фантастични сликари кои што немаат факултет, арно се држат во таа рамка во која што го научиле тоа. И во која што се открили. Да, и се слободни и се перфектни во тоа што го работат. Но не експериментираат. Арно, ама нема истражуваат така. Им биде проблем да се излезат од тоа, ќе им треба време за да стигне. Ја имав, например, еден од Вујковци карикатуристи беше сликар аматер. Него примиле на академија, реализам каков има работен. Арно, ама, од него не можеше да очекуваш абстрактна или експресионистичка, не можеш. Али реализмот го работеше перфектно. Во одбивањето од академија имало ли суета на старите мајстори? Не. Или педагошка улога имало тоа? Не. Прво, во тој период, факултетот за ликовни уметности беше еден од најквалитетните факултети во ексју. Земајќи ги професорскиот кадар што го спомнав, имаше луѓе кои што идеа од други републики да студираат во Скопје. Во Скопје, да. И сега на целиот тој наплив на кандидати стави нормално ние ова сега што го живееме, нели, што викаме дека системот ни е трул системот од тогаш, не од сега. Од крајот на Југославија нормално имаш и врски, братучите, роднини, пријатели, професори, бла, тие. Пак имаш талентите. Кланови, сакаш да кажеш, имало таму. Да. И треба да се избуткаш во
во тоа мучуриште да си, а јас не потекнува Без такво милје, да, да идеш. Да, Немаш немав Вујко такво Владик. милје, да. Само имаш архиепископ што рекол, ајде поп ке видиш. Осем, виж, не ми текне Фантастична на господин Михаил да му кажам да ми помогне за овде. Да, Може би ќе влиел. Неговиот шеф ти помогнал. Така е. Така. И Сакам да те прашам. Знаев дека ќе имам милиарда прашања што сакам да ги поставам. Ќе се обидам да поголем дел од нив или оние што ми се интересни да ги позборуваме, а што би ги интересирало и нашите гледачи, освен фактот уште еднаш да подсетам дека твојата изложба веќе е отворена во Чифте Амам до 7 мај, така? Да. Ќе трае и занизе едно така 10 минути ќе одвоиме до крајот на емисијата, но повеќе ме интересира како доаѓаш до делата, отколку бидејќи кога ќе ги гледаме делата, сакам да во конкретниот случај да знам како размислува авторот на делата. Сложено е проблем самиот автор да ти објасни како размислува. Не те прашувам за делата, конкретно пример, ајде насликава сега ти како трна, кај застанеш, што гледаш и која е пораката што сакаш да ја пратиш. Пораката што сакаш да ја пратиш, секој од нас ке си ја размислува. Но времето во кое што твориш и како тоа влијае на твоите дела. Тоа е едно време во кое што емисиите за културна дебата или ева просторот како што овој вечерва го имаме, генерално е заменет со други теми и дури да, политиката, општествените процеси, социјалните теми се доминантни, но јас ќе вулгаризирам, ќе во друга крајност. Наместо културна дебата имаме реалити шоуа. Денес во Македонија, па во наша продукција не, ама не бидејќи се скапи, бидејќи тој културен чадор на XU, односно перверзијата во која што е отидено таму некаде на север, супер функционира и на ова поле. Иако, for the sake of the argument, првото реалити Big Brother е холандски продукт. Тоа е доказ дека природата на човекот е... Тој феномен. Значи, воеризмот го разбираш, веројатно, но како тоа стана мејнстрим? Не е проблемот. Сите во себе имаме, криеме еден маниакален воејер. Така е. Значи, тоа, посебно сега со интернетов, по маниакално и воеерски од интернетот, нема. Или социјалните мрежи. Меѓутоа, моментот на тој циркус, кога се појави, го гледаш вака и првиот пат, искрен ќе бидам, многу не дека сега нешто јас сум успеал да гледам едно 5-10 минути, да не ја сватам суштината на моментот зошто би го гледал тоа, и сум рекол, не е така интересно. Меѓутоа, после тоа се појавуваат, од тоа изнедруваат ликови кои што стануваат популарни. Така е. И викаш, овој момент уште почуден. Некоја, сега да не употребам вулгарна будала, некоја што се глупирал таму јавно пред целата јавност, и од тој правиш медиумски моќен лик, познат на секаде. И викаш, и прашал, сум го прашал пријатели, познати, добро, и што ти е интересно, зашто го гледаш тоа? Абе, интересен е како се глупира. Башо ти се глупира, зашто би го гледал? Или ко сега, ова е една интересна лик, што нели сите ја оговараат, што се глупира по Фейсбук, што... Ајде да не спомнам, на Плава. Не знам. Што се јавува ова е многу убаво, сега седам овдека и многу е прекрасно, еве се наоѓам усреде Париз, позади мене е ова. И се тоа има милиарда прегледи. Не, глучам да го гледам и го гледам еднаш. Викам, зошто бре? Овдека има милиарда прегледи. Обично глупирање. А некој друг научник, тргам уметници, седнал, измислил, не знам шо е. Никој нити го знае, нити го познава. Светлана Мојсов, например, е македонка, керка на Лазар Мојсов, работи во Америка, беше, мислам, кандидат за Нобелова награда, бидејќи учествуваше во откривањето на овој Оземпик лекот, кој што диабетичарите го
го користат. Но сега тука е феноменот на слободата. Секој има право да си одбере што сака да гледа и што сака да прави. Сега идеме кон една специфична тема околу либералниот пазар, бидејќи парадоксот на социјалните медиуми е следен. Тие овозможиле платформа на луѓе кои што не знам, јас ќе се снимам како правам гаргара вака и нешто плукам и ќе имам 100.000 прегледи до вечер. Ти тврд, тоа да го направам сега, ќе имам 100.000 прегледи до вечер. Но јас не сакам. Ај двајцата. Дајте шишето со вода режија. Ама пази, види сега, иронијата е дека јас и ти тоа може да го наречеме уметност на крај на денот. Да. Таа господјата која што пие, таа не го нарекува тоа уметност. Таа се доживува како socialite, као јас сум, не знам, позната поради... Не е важно, има не е назив важно, некој, не е важно, не е важно. Било која, нели, има такви илјадници. Да. Секој, нели, си има право. Сакам да се сликам како јадам, како спијам, нели, да правам реално реалити. Сега не ги гледаме луѓето како заморчиња во еден кафес од Божја перспектива и се чувствуваме дека ние знаеме се што се случува на некој начин, дека и контролираме нивните животи. Боже, ако го угасиш телевизорот, тие ќе исчезнат, не се. Но има и уметноста такви екстреми. Јас сум видел уметници кои што сликаат со клистир или знаеш зашто ти зборам? Или, например, како бидејќи некој се прави фама и од уметниците, која што е на ниво на оваа фама за овие што шмркаат коктел со нос. Можда нема да се согласиш. Како се викаше во ова што се звери во луѓе? Марина Абрамовиќ. Марина Абрамовиќ. Во рете, ама сега јас незиниот перформанс седела саат и пол карши бившиот љубовник, седеле саат и пол, се гледале во очи. Брате, па полбо ќе гледам ѕид кај што се суши. Значи вака молеро што го офарбал, кај што се суши. И тоа е моја слобода на избор. 60-тите, 70-тите години се појавува конкретно тој постмодернизам и во тој постмодернизам може и ќе ми замереш и ти и слушачите и гледачите. Нема јас да ти замерам. Еден куп идиоти наоѓаат слободен простор да почнат да прават глупости за да бидат приметени. А во 70-тите години има еден познат случај во кој што италијански уметник изложува измет свој во консерви. Ама сега бананата на ѕид ја продадовме за 50 милиони. Пази, ама нешто е целата работа. Тој што има направено бананата, автор, сега моментов не можам да кажам, италијанец, кај него тој концепт има значение, има филозофија, тоа не е случајно направено и не е таа. Меѓутоа, сето тоа дело, да го платиш толку го што бъде, тука е перверзијата и тука е глупоста. Знаеш дека има човек што продава скулптура, невидлива скулптура. Цела изложба во Њу Йорк е направена на невидливи слики. Значи, гледаш ти голи ѕидови, но ќе направиме приказна. И има публика, тој гледа невидливите слики. И се воодушевува, нели? Па не знам што се воодушевува, дали се воодушевува, али го гледа. За приказна може да направиме ние од се приказна. Зошто е невидлива, бидејќи врвот на уметноста, бидејќи најдобриот Божји израсти не може да го види. Нели ќе смислиме некоја фабула, не е проблем. Сега еден пример друг, пред некоја година беше тоа ултрамодерно, тие стрит арт уметниците. Како се викаше, не ми текнува точно, станува мега популарен. Некој као Бенкси. И нели, негово дело доаѓа на аукција, милион, карикирам и ова, $1.400.000, а на аукцијава типов се налутува, јас сум ова него правев за ова, зима и го уништува. И тогаш другите дела му добиваат вредност 10 милиони? Па не знам другите дела, не, се повлекува типов што станува да се биде она што бил. И тоа е причата на Баскијат на крајот на киста. Да, од прилики.
бидејќи ако зборуваме за кич, јас сакам да анализираме, нели, зошто ме интересира времето во кое што живеам јас, сакам да го спознам, да променам ако нешто можам да променам на подобро, да создадеме подобра атмосфера или да ги научиме нашите деца, нели, да живеат во подобар свет. Нели, тоа е точката од која што тргнувам. Да. Паралелно со таа точка, нели, е и желбата да оставам некаков печат на времето во кое што живеам, па поради тој печат некои луѓе сликаат банани или превртениот писоар на Марсел Дишан, кој што е основа на еден цел критички правец во... Добро, Марсел Дишан, меѓу другото е и сликариште. Патем. Знам, но... Концептуалата веќе... Океј, смислил нешто. Смислил. Некои луѓе сакаат да останат запаметени, да остават свој траг во нели, се што ние правиме од желба да некој да знае дека сме биле присутни тука. Веројатно тоа е, не знам, се осекаш пожив или си го оправдуваш тој совршен сплет на околности. Утешително е да знаеш. Предпоставувам. Утешително. Да, веројатно. Некои луѓе купуваат за 100 милиони глупости од истите причини, нели? Па дури и да стојат како анонимен донатор. Тоа веќе не го разбирам. Која купи на Да Винчи, која беше некој араб ли беше или кинез, пред неколку години имаше некоја аукција, анонимен донор, 150 милиони беше платена некој дел. Не е важно. Но од друга страна, јас знам да критикувам, не знам, еве, ќе ти отворам платформа и тебе сега. За пример, кичот како нова норма кај нас не е нова, нели? Не никаде. Секогаш го имало, но еве, во музиката е тоа најекстремно. Пример, не верувам во Македонија дека има изложби на странски сликари кои што сликаат на не знам, начин со кој што не се согласуваш и би ги нарекол кич култура сликари кои што овдека го земаат пазарот. Во музиката тоа го има. Се е тоа дел од уметност. Ке дојде некој оној како се викаше со патика што ги тепа децава на концерт, десингерица и ќе паѓаме во несвест, а газдата на дискотеката, сега да не стереотипизирам, но видовме модус операнди на голем дел од нив каков е, за жал после трагедијата во Кончани и откритијата на обвинителов дека не е направена една контрола во едно диско. Значи, и тоа е синџир. Кои луѓе имаат пари, кај ги вложуваат, сакаат да ги умножат, како ги умножуваат. Пилето или кокошката е дилемата, нели, што е прво, ама системот е. Системот е проблем. Значи, од дома, образование основно, средно и после тоа повторно сето тоа се врти тука кога ќе дојдеш после средно доаѓаат другата генерација на тој пат. Продолжува кругот. Стана ли кичот јазик на нашето општество? Зборам целокупно, не Македонија. Искрен да бидам. По некоја среќа ние сме за нијанса по релаксиране отколку, например, Србија или Бугарија, со тој, пак сега Бугарија се издигна, се ослободи малце од тој кич, али Србија е у хард момент. И што е многу интересно, не заразува толку нас, колку што заразува Хрватска. И тоа е интересен феномен. Феномен, стварно феномен. Тој што го спомна со патиката, прави концерт, пример, у Хрватска и фул полник ги лупа у глава. И Ренда Кашкавал исто. Да. Тоа не значи дека ете Пласидо Доминго, значи имаме ние кој сака, еве авалонци да се живи и здрави, Логин да е жив и здрав. Македонија има прилика и тука дома да гледа големи дела. Да, имаме, не знаеме, у Македонија да има сериозно добри концерти. И пак е тука слободата. Ник Кейв ќе дојде. Кој? Ник Кейв. Ник Кейв, да, Ник Кейв. И тука е слободата. Нели? Секој има право. Доволно е стариве македонски легендарни групи што одржуваат концерти, што повторно се активни. Меморија. Тука е слободата. слободата. И Горан Таневски се ѓавате на една. Слободата. Секој може да одбере што ќе гледа, што ќе прави и така натаму. Но колку треба тука улога да има државата во фокусирање на вниманието
да ние нашата слобода, слободно време, слободни пари ги вложиме во нешто што можеби некој треба да посочи дека е окей. Например, ова изложба е поддржана од Министерство за култура. Така. Може ли ја направиш ти сам изложба без поддршка од Министерство за култура? Може. Добро. Тешко, ама може. Не може би во формат. Мислам, дали можам јас? Можам, заради тоа што имам работно место, работам нешто друго, па можам си приуштам да купам платно, боја и евентуално да го закупам просторот. Но би било многу покомплицирано и Многу посложено. покомплицирано, многу потешко и ова што го Министерство за култура уствари секоја година на секој конкурс се изложени на критики кој да е министер, оти нормално не можеш сите да ги задоволиш, некој е позадоволен, некој помалку, некој. Јас горе-доле секоја сум бил задоволен, ми давале и смешни износи на суми, па сум бил задоволен дел. Еден денар, фала ви на толку. Таков лик сум. Бидејќи, види, високата уметност не е пазарно конкурентна. Така? Да. А од друга страна, кога државата е вмешана, постои еден друг ризик. Или да нешто да биде диригирано, или автоцензура некаква да се наметнува. Се зборам воопшти, во општи рамки. Нели? За ризикот. Се, од една страна, неопходно е да се помага. Како да се направи тој баланс? Знаете, ако обврска на Министерството за култура, јас ќе го спомнам, треба да биде селекцијата на поддржаните проекти. На тој начин до некаде ќе влие на нештата. Сега, втора работа, викате државата. Државата, у суштина, и не смее да се меша во тоа ја што ќе гледам или слушам или така натаму. Меѓутоа треба да ме едуцира, а тоа го прави образовниот систем. Добро, професорот по музичко, професорот по ликовно, професорот по сите предмети кои што може да кои што и во мое време кога јас учев, мислам, беа третирани како нели описна оценка прво добиваш, после се окей, ама влијае. Не викам дека не. Моравме да пееме, моравме да чукаме на тоа, како се ритам, и сите пеевме. Ама оценката ти била 5, онака, окей, моравме да го поминеме тоа. Што мислиш, СФРЈ, например, имала ли, иако нели, објективно би се сложили дека степенот на култура бил многу по-различен, по-добро место за творење, општеството било по-добро за творење? Да, медиумите контролирани. Да, но на фин начин, ако може така да се каже. Во тоа контрола имаше екстремен квалитет. У било која област, у детски емисии. До ден денеска тие детски емисии да ги пуштиш фантастични за гледање, буша вазбука. Ранго Коцкица функционира. Но правила ли државата тогаш свој елитен... Од областа на културата, извините, прекинуваме. Емисии сериозни, траат по 2-3 сата, па дебати, тука сериозни. Уживање се слушаат. Значи, окей, за таа публика што сака тоа да го гледа. Ни тоа сега го неама. Но правила ли државата тогаш еден елитен слој на културни работници, на уметници, кои што после па не директно, но може би преносно и некоја друга функција требало да извршуваат. Или па директно, ако сакаш, Балашевиќ со, како се викаше таа, за Тито песната, или Бело дугме со своите ангажирани. Се е тоа во ред. Дали е Лепи Сол најдобриот бенд од Македонија или имало други, ама ови имале друг късмет во тоа време? Во областа на ликовна уметност. Ајде, другото ќе го изоставам. Не постои југословенски автор кој што не работел тема од областа на тематиката НОП. Да не речем поголемиот дел и го имаат сликано Маршалот, Сава Ковачевич, и кој што не добил заслужна куќа, стан, плац на водно. Добивале, сите добивале ателјеја претежно. Општествено одговорни фирми
ги вика секретарот на партијата тата. Календар да ни направиш или да, не? ССКМ. Вика, дечки, ти купуваш 20 слики од тој, ти купуваш 5 слики од тој, ти купуваш од тој. Наредниот месец ти ова, ти ова, ти ова. И тие одат и купуваат. Нели ќе речеме автори кои што се одбрани. Тие се врват. Нема збор. Се многу внимавале на квалитетот. Родио Панастасов ќе го земе. Родио Панастасов е голоотечки затвореник. Човек кој што има лежено во затвор на Голи оток. Затоа што кажал тоа што кажал. Меѓутоа, излегол си, поминал се од тоа, да не знам какви се керефеки и после имал, меѓутоа бил признат, етаблиран, има и он има АТЈ од државата добиено стан, професор можел да биде. Разбирам, да. Зошто? Затоа што бил врвен уметник. Да, сега, нели, после она моментот со илустрација излегоа кој све бил, дека Славко Јаневски бил вака или овој глумец или оној глумец. За Славко беше спорено и мислам дека и со право спорено. Не сум сигурен. Тој види, за жал ние илустрацијата не ја пројдовме како што требаше. Темелно, целовито. Не, исто остана само таму како магла некоја. Бидејќи јас дозволувам да некои од тие нешта што биле вадени, биле и од пиарџиски аспект. Вадени. Верувам на она што сум го видел со своји очи. Има и такви факсимили, кај што познати естрадни уметници одат доброволно да накодошат некого, например да го накодошат Ѓорги Колозов и така дали. Но тоа е бреме на нашата држава и не знам дали некој пат ќе успееме да го расчистиме кога тоа би било важно. Ако го расчистиме за 50 години, нема да е веќе важно трајче. Знаете што е проблемот со таа илустрација? Многу мала држава, таков еден систем, ја верувам малтене дека секој втор трет бил во контакт и сега на сето тоа ме радеш. Нешто е смешно, не е смешно, трагично е, но нели на своја сметка си правиме шеги. Например, на Петер Пирузе досието да го читаш, 550 страни од прилика мене. Ачковска ми го даде и мене, да. Бидејќи мојот дедо, едниот од моите дедовци, е спомнат внатре како тогаш било пази човек судија. Значи сега сум главниот говорен уредник на весникот Штит, еден затворен интерен весник во Министерство за одбрана и следниот месец сега што треба да излезе, треба да биде текстот за Пирузе мајски, пошто е мај, нели? Епа ќе дојдеш во контакт. Него прочитав текстот. Ќе дојдеш во контакт со досието. И таму едниот од дедовците ми е спомнат како потенцијален симпатизер на Пирузе, бил на некој митинг негов и е означен. И внимавај, знаеш кои се кодошите во системот? Инкасаторот од телевизија, продавачката од продавницата. Што викаш ти, мала држава, половина сигурно има некаков контакт со службите, што доброволно, што принудено. Пример таков, например, иначе потеклото ми е, дедо ми е белогардеец по мајка. И како белогардеец, додека била Краљевина Југославија, било коректно горе-доле, меѓутоа после тоа проблем. Прво отие русин, а после тоа отие белогардеец, еден обичен лик, кој што обичен лик. Например, кум му е Борка Талевски, а трето во екипата за дружење е Ченто. Ивој белогардеец, не комунист. И секојаш која иделе Тито она, него обавезно го собирале. Превентивно, човекот си знаел све. Боле спречити него лечити, така? Да. Ми фали еден саат. А имаме уште некои 12 минути максимум. Дајте лаптоп, ве молам, не сакам да не видова уште... Шо кажа, ти фали саат уште да трае плюс да, или... да трае плюс. И истрошивме све. Не истрошивме, ни до пола не сме. Имаме уште многу за зборување и што би сакал да зборуваме, но времето, да, истрошивме време. Не истрошивме, наменски го потрошивме. Пред да
влеземе со некои 2-3 финални прашања, сакам малку да позборуваме за темите што ти ги работеше во тие година и пол реално ефективни, но еве од 23-та до вчера што е зборот на твојата изложба. Јас ќе покажувам дела, ти да гледам, може ли? Да, може слободно. Второ Исусово чудо се вика ова слика. Да. Ова е чудото на Галилејското езеро. Значи, се малце. Добро, ај нема да се амбицирам да зумирам, односно ќе си ги видат зумирани сите кои што ќе дојдат во Чифте Амам. Во Чифте Амам ќе може да зумираат и да гледаат. До 7 мај. Смеат ли да ја допрат како колешката што си дозволил? Оваа слика не би ги замолил да не ја допират, пошто е веќе продадена. Стои ли таму што е продадено, што не? Ќе во моментов не, меѓутоа ќе ги обележам вечер пред да почне таквото. Да ги обележи за да знаат луѓето кои сака да не се влюби во слика и да открие дека таа слика веќе е туѓа, па да имаме тажни љубовни романси, нели, меѓу еден човек и една слика. Па од 100 слики ќе најде друго нешто, мислам. Ти се случувало ли така некој ептен да се запне? Има си насликал 10 слики, таа што највише не ти се допаѓаат, на таа се фаќаат 5 души, за таа 5 души, а ти умеѓу време си заборел, си ја ветил на некој друг и викаш, сега шо? Белја. Белја. Бесна ноќ. Бесна ноќ. Фантастичен си со боите. Мислам, ова фотографија е лоша од проста причина што црната боја која е исклучително тешко да ја фатиш со фотоапарат. Ова ова ако ти кажам дека е насликана со сите можни технички чекања на сушење на подлогата, не рекол сат и пол, прекусила 2, у еден здив една експресија со раце направена и ова било таков момент кога дошла инспирацијата, си ја фатена испукана и залепена на платното, буквално. Ова е тоа. Јас за сат и пол од уметнички дела, не знам, ни гулаш не можам да направам, минимум 4 сати ми требаат. Гулаш е тешко за сат и пол, освен импровизација, ќе ти кажам. Да, добро. Да, сакаш да кажеш дека покрај масло на платно и масло на тавче, знаеш, како уметник. Фантастично. Стварно? Уирум кога сакаш. Не знам пица да правам, на пица кај тебе, кај било што друго, кај мене. На сарма, например. Договорено. Види, замисли таков концепт на емисија кај што го водиме овој разговор во кујна. Нели? Нели? Нема проблем. Јани Бојаджи, ако ме слушаш, клај дикат директоре. Симнувањето од крст. Има ли врска религиозните мотиви со периодот кој што го поминуваш? Да. Религиозните мотиви се уат секогаш и пред това. Значи, не би го поврзал дека овдека нешто Господ па ме допрал, па јас сега не. Да се чувствуваше по наклонет кон Бога поради Господ ове свети Илија. Сето тоа, ова, например, ова што го збориме сега, овие мотиви или ти, тоа е религија. Да. А Господ е над. Значи не анулирам дека Таа е еден абстрактен момент кој што ако почнам продолжам да зборам за моето сваќање на духовното, ќе влезам во богохулење и со еден повторно заеднички пријател. Ти зборуваш спомнам ќе влезем и ќе рече ете ги богомилите се појавија. Добро, но за Илија збориш. Тоа е догма си е догма, но ти имаш апсолутна слобода да зборуваш за се што сакаш. Неда и лебедот, горе десно. Неда и лебедот, нели, приказката за Зевс и Неда, која е така случајно. Зевс претворен во лебед. Тешко прашање како црпиш инспирација, бидејќи црпиш инспирација, претпоставувам, од се. Од се. Буквално од се. Имало моменти кога веќе немаше да имам идеја и
идеш и ги прашуваш луѓето околу себе, што ти се најблиските, нели сопругата или синот, и викаш, да бе некоја идеја, нешто кажи. И он ти вика, стигни не, ја имам, мислам, таа слика тука, лов се вика. Не, шо, има, еден теолог, вика, во времето на Джингис Кан, го кажа живето, ја немам појма, вика, кој му бил главен советник на Джингис Кан и тој, уствари, му дава, ја куртулува Персија, и вика, монголите ловци биле, вика, и можеш, вика, лов, вика, монголи како лова. И ти раскажи убава приказна. Една приказка од пола сат, на крајот еден збор ловци, да. И излезе слика една, лов на елени. Ева ја, чекај, ја поминавме. Оп. Кај беа лов на елени? Еве. Ева ја, да, лов на елени. Ево, ова слика излезе од еден збор кој што ти го... Од една приказка на да. синот мој, кој што дојде така. Што, како гледаш на, еве, например, Мајка Божја, си имала ли некаква критика од строгите догматици дека ако не византиски пристапиш кон прикажување на... Не, напротив, во византиското сликарство лично мене ужасно многу ми се допаѓа и кога би се држал секогаш до тоа, иако не ми пречело и она останато, но мислам останато, не византиското сликарство религиозно да го користам како мотив, меѓутоа моментот Византија и византиското сликарство, посебно во Македонија. Да. Имаме озбилни предренесансни зверови. Да. Па веќе почну не ни новот ни тоа дека тие пробивање на ренесансата почнуваат од тука со Така е. Сликите во ангел, оплакувањето во нерези. Во нерези, да. Сакав... Вечната борба. Вечната борба меѓу доброто и злото. Мене композицијски некако, или не знам, на Герника ми асоцираше. Не знам дали друг ти го рекол тоа. Па и Герника е доброто и злото. Точно, и Герника е доброто и злото. Баш така. Не, таа е на... визуелна хроника на масакр. Не може сликите кои што се насликани предходно и кои што си ги видел да не ти остават влијание некое на тебе. Нормално. И ја не се срамам од тоа да кажам, ме воодушеви сликава од Петар Мазев или од Глигор Чемерски или од Масим или од Сергеј, да кажам, колко е добро ова. Чекај, види како добро размислувал овдека. Дај да видам јас како самиот Салвадор Дали на внуката на Танги му и кажа, вика, ја од вујкоти твој си зимав парченце од овде, многу ми помогна. Така да исто и јас, верувам ми овие ликови што ги спомнав дека и они истото го правеле. Се јас како локал патриот морам да си спомнам Вангел Наумовски. Чичко, Вангел ми беше на отворањето на мојата прва самостојна изложба, која што беше едина по формат локала во Охрид, во Охридско лето во 97. Ти раскажа ли тој дека е одбиван не примен? Да. И после како им маптал со посулчето кај што само ги замолил, напишете дека не сум талентиран. Знам за тоа, мене ми го најавуваат, ќе дојде Вангел. Биди спремен, малце незгоден, вика, знае да каже, почиња набрзо после тоа. Искрен и директен. И вика, немој да се вознемируваш, знаеш. И доаја тича. Вика, ти си сликар? Викам, јас сум сликарот. Сите овие слики се твои и усе си кам, почна. Викам, да, мој си. Еми, кога ги наслика, море дете? Викам, па, година, две, појма нема. Дете, ти не си арно, да те бацам, и ме гушни ме баци и оп, камен од срце. Браво. Дајте уште малку, последните 2 минути, сакам да ги искористам, вака да ужива публиката лаптоп, ве молам. Надвор од адот. Ова е големо платно 3 метра на 2 метра и е легат на Остен.
Остен има една интересна колекција од, не знам, таму неколку илјади слики со огромен формат, ваков од горе-доле сите македонски врвни автори. Значи, престижно е Збораме да си илјади. там. И ако успее Остен да го направи тоа што планира, пошто 80 години е на Остен годинава, планира големи формати една изложба, меѓутоа до кај ќе се изведе тоа не знам. Јас знам едно, дека на времето преку Остен нашата држава набавувала многу вредни слики од многу познати актори. И не само слики. Знам дека имаме скулптура која што чини 15-20 милиони долари. Сега имаше на Биенале на Остен дело од пистолет, или како си каже италијанецов, кое што арно што никој не знае дека кошта милиони кусури. Стоеше така. Трајче, не можев така логично да ја завршам емисија, бидејќи стварно имам многу работи за кои што би зборувал со тебе, ќе си го задржам правото во некоја следна прилика тоа повторно да го направиме. Се надевам дека на јавноста малци доловивме дел од твојот лик позади делото, делата ќе ги гледаат сите за нивното значење и пораки, секој нека си размислува сам. Мене ми беше важно твојата човечкиот аспект на уметноста која што ја дишеш, ти тече во крвта да го... Дека сме обични човечиња. Тоа е голем комплимент. Да, тоа е најголемото. Има многу колеги или не колеги. Има луѓето гледаат на уметници како нешто. А и самите колеги го злоупотребуваат тоа, па и они се прават дека нешто. Имам јас колеги архитекти што шетаат со марамица тука и со пенкал овака и мислат дека уствари се на салфетка ќе нацртаат нешто. Да. Ние сме ужасно природни. Особено ги ценам скромните гениалци како што си ти. Ти благодарам за одвоеното време. Уште еднашка потсетување за цела јавност дека до 7 мај во Чифте Амам е изложбата на Трајче Чатмов, насловена Религија, митологија или слободна мисла. Религија, митологија или слободна мисла. Повелете сите да си ја погледнете, имате 100 дела, не се влюбувајте направо во некој дело, прашајте си да не е веќе продадено. Ако не е, поддржувајте македонската уметност и врвните уметници. Чатма, ти благодарам за одвоеното време. Просторов. И се гледаме во следна прилика. Се гледаме у кујната. Договорено. Масло на тава, наредна техника во која што и јас ќе учествувам. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај во овие две празнични изданија на вечерното шоу. Наредна средба ви закажувам утре по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци, особено кога се во прашање уметничките дела. Не дозволувајте некој да ви кажува што гледате, туку самите открите која е магијата, која е идејата позади делото на авторот. Добра ноќ, Македонија, главата горе.